следите утринската програма на Телма. Изминува уште една година во која масовно и на секој чекор се кршеа нашите и ваши граѓански права, почитувани гледачи. Утрово зборуваме со народниот правобранител Насер Зибери за тоа како во 2023 се кршеа основните човекови права, од правото на здрава животна средина и чист воздух, па се до оние специјални граѓански права од крупниот корпус на граѓански права. Господин Зибери, добре дојавте во студиото на Телма. Добро утро и добро ве најдов. Би сакал на почетокот да ве прашам за правата, исто така гарантирани со устав и со законите во Македонија, за најмалите, за децата. И тоа, поради она што се случи деновиве, прво би сакал за правата низ призмата на нивната безбедност. Од секојдневните случаи на булинг, за кои слушаме и сведочиме, па се до ова злосторство кое се уште не можеме ниту да го сватиме, ниту да го прифатиме. Би ве прашал не само како народен правобранител, туку и како човек со политички бекграунд и со новинарски бекграунд, создадовме ли општество на страф и на небезбедност? Дозволивме ли да се создаде атмосфера во која најмалите не може да се чувствуваат безбедни? За жал морам да констатирам со потврден одговор на вашето прашање. Нашето општество живее во една атмосфера во која безбедноста и сигурноста на сите граѓани, но посебно на оваа ранлива категорија на децата, најмладите, е ставена во опасност да се повреди од граѓани, од институции, од органи на државата и така натака. Често пати од тие кои по устав и закон се должни да ја гарантираат нивната безбедност и заштита и остварување на нивните права. Правата на децата всушност се една од највисоките заштитени категории во корпусот на правата. И со нашиот устав, со нашето законодавство, но и со меѓународни конвенции, вклучувајќи ја и Конвенцијата за заштита на правата на детето, чиј потписник е и нашата земја, при тоа превземајќи сериозни обврски да ги заштити истите права. За жал, често пати знаеме да потфрлуваме и да не се случуваат и вакви трагедии какви што со кои деновиве се соочуваме. И при тоа сакам да ја изразам мојата голема разочараност за ваквиот трагичен крај. Во однос на вашите надлежности тука за заштита на детските права, како што рековте, највисока категорија кога станува збор за корпусот на граѓански права, кои се вашите можности согласно овластувањата што ги имате и колку представки во текот на 2023 беа поднесени кај вас, колку отворивте по ваше видување и каде може да помогнете кога станува збор за детските права? Да, дозволете ми прво да кажам дека годинава поготово заштитата, односно повредата на детските права станува една од подоминантните области и веднаш по правосудството и работните односи доаѓаат токму повредата на детските права. Ние до овој период имаме сериозна бројка од околу 250 представки, во кои воглавном доминираат представки во областа на заштитата на правата на детето во предучилишното и основното и средното образование, заштитата, односно повредата на правата од областа на заштита од насилство и злоупотреба и експлоатација на децата. Само во овој период ние имавме 35 јавувања, односно барање заштита на правата на детето во областа на заштита од насилство. Се разбира, тука се и други подобласти, како што се остварувањето на семејните и родителските права, проблеми кои произлегуваат од семејства со дисфункционални, разведени родители
каде што жртви се токму децата. Во тие 30 случаи што ги споменавте каде сте добиле директен повик за заштита од насилство, како сте реагирале? Може ли да објасните како оди постапката и дали сте успеале нешто да подобрите, да помогнете? Во некој од тие случаи. Па еден од примерите, веќе ви го наведам случајот со псијатриската болница во Демир Хисар, каде што родител се обрати кај народниот правобранител да бара заштита. Случаи каде што родителите бараат заштита во смисла на остварување на правата на детето и заштита од насилство, често пати и од родител. Заштита на правата на детето во кругот каде што се движат тие деца, во средините каде што се движат, каде што растат, каде што учат. И така натака. Се разбира, нашите реакции секогаш се хитни во тие случаи со упатување на мултидисциплинарни екипи од секторот за заштита на правата на детето и упатување на сериозни укажувања до надлежните органи за превземање на мерки за отстранување на повредите, но и за превземање на превентивни мерки за заштита понатамошна на тие деца и не само тие од евентуални повреди на нивните права. Но, за жал, не секогаш нашите укажувања, нашите интервенции вродуваат со плод, односно неретко сме немоćни во одбрана и заштита на тие повреди. Бројни се и евидентни и примерите на врсничко насилство. Имате и такви случаи, веројатно, со кои се соочувате? Имаме такви случаи во одредени средини, и тоа претежно во училиштата, каде што врсничкото насилство се наметнува како еден сериозен проблем и каде што не само родителите, туку и наставниците ни се обраќаат со барање за превземање на активности, анимирање на јавноста, анимирање и потикнување на надлежните за да може да се заштитат правата на децата од врсничко насилство, од булинг и од други девијантни појави кои за жал ги има. Кога станува збор за детските права, ќе ми дозволите да цитирам една реченица од вашиот воведен збор во минатогодишниот извештај за 2022. Таму велите, во 2022 беше сериозно отежнато остварувањето на правото на образование, што несомнено најмногу ја погоди најранливата категорија граѓани, децата. Прекините на воспитно-образовниот процес поради штрајкот на Синдикатот за образование, наука и култура, необезбедените учебници за сите ученици, недоволниот број на образовни и лични асистенти, како и дојавите за бомби во основните и средни, беа главни причини за прекршување на загарантираното право на образование на секое дете во државата. Годинава за среќа немаше лажни дојави за бомби и имаше помалку штрајкови или немаше штрајкови исто така од СОМ кога станува збор за прекини на наставата. Меѓутоа и оваа година немаше учебници, а бевте прилично молчеливи или пак грешен е мојот впечаток дека не се огласивте и не ги притискавте доволно надлежните да обезбедат учебници за да не помине уште едно полугодие без книги. Може да се стекне таков впечаток, иако ние 3 пати ургиравме до Министерството за образование за навремено обезбедување на учебниците и одговорот нивен беше дека постојано работат, дека се спремни учебниците, дека се дистрибуираат, но факт е дека имаше застој и во одредени средини и ден денеска има недостаток на учебници. И тој проблем е евидентиран и ќе биде изнесен во годишниот извештај. Но кога е во прашање остварувањето на правото на образование во предучилишното, поготово во основното и средното, ни се повторуваат примери на неостварување на ова право од причини што за народниот правобранител се целосно неприфатливи. Ние минатата година евидентиравме појави на сегрегација во одредени училишта. Се повторува за жал, иако имавме дури и пресуди добиени од
Судот за човекови права во Страсбург, каде што ги потврди нашите наводи за таквите тенденции, годинавани се повторуваат во други средини, во одредени училишта во општина Газибаба, во Велес и други средини, каде што одредени училишта, општини, но тука секако дека потврди Министерството за образование, не се во состојба да ги обезбедуваат условите за остварување на правото на образование на мајчин јазик. Јас деновиве ќе организираме една пресконференција на меѓу другото и на оваа тема и ќе ги објавиме нашите констатации после едно обемно истражување по сопствена иницијатива, каде се тие проблеми, зошто се појавуваат, а тенденции има и да се политизира еден образовен процес кој апсолутно е неприфатливо, како што реков. Така. Велите, за вас сте притискале во неколку наврати, 3 пати сте ургирале во Министерството за образование и за вас се неприфатливи нивните извинувања и објаснувања. Меѓутоа, годинава институцијата Народен правобранител одбележува 25 години постоење, една округла бројка, еден убав јубилеј. Вие лично сте 3-та година од мандатот Народен правобранител. Доволно време и како институција и за вас лично како човек кој ја предводи да дадете една оценка за успешноста на Народниот правобранител. Дали ги оствари целите за која е формирана и дали во Македонија свесноста за граѓанските права низ овие 25 години порасна, со оглед на тоа што и самите кажувате, реагирате кај надлежните, меѓутоа ништо не се менува. Или според народната, како беше, кучињата си лаат, караванот си врви. Ако успешноста се гледа од призма на поднесени представки, односно видливоста на институцијата во областа на заштитата на правата на граѓаните, можам да бидам задоволен. Ако се гледа од призма на процесот на постапување и обработка на тие представки, исто така можам да бидам задоволен. Ако успешноста на институцијата во однос на реакцијата на институциите по обраќањата на Народниот правобранител се гледа од таа призма, секако дека сум незадоволен. Незадоволен прво од соработката со одредени институции и постапувањето нивно, зашто нашите анализи укажуваат дека голем е бројот на одговори од надлежните институции кои или ненавремено одговарат, или одговарат формално, без суштински да одговарат на поставените наши прашања за да може да се подкрепи евентуалната представка, основаноста на таа представка и да се даде соодветен одговор, односно укажување и препорака за постапување, а се со цел надминување на проблемите, односно отстранување на евентуалните повреди. Гледано од таа перспектива, можам да кажам дека сум крајно незадоволен, да не кажам резигниран. Како пример само ќе ви го наведам случајот со акцијата на Министерството за внатрешни работи, која во последно време се случи во затворот Идризово, за која јавноста беше перманентно алармирана од страна на Народниот правобранител и нашите обиди за да може да дадеме светло на настаните и да дадеме одговор зошто при таквата акција беа повредени 60 затвореници, а при тоа акцијата да се организира, да се изврши претрес само за еден затвореник и тоа во полуотворено оделение. Беше потребна една таква акција. Зошто револтот на затворениците се претвори во еден бунт во затворот кој остави сериозни последици. Надлежните институции, Министерството за внатрешни работи, беше целосно затворено во комуникацијата и давањето на одговори на нашите поставени прашања. Институциите од областа на здравствената заштита беа крајно
некооперативни во давањето на податоците за укажувањата на здравствената заштита кон лицата кои беа однесени и на кои требаше да им се укаже лекарска помош. И сето тоа го одолговлечи целиот процес на изнесување на конечни ставови на народниот правобранител за евентуални повреди на правата. А знаете дека една од посериозните забелешки на меѓународните организации од областа на заштитата на правата на граѓаните се токму во областа на затворите, односно постапувањето и третманот на државата кон затворениците. Кога велите задоволен сте од растот на бројот на представки, но не сте задоволен од одговорот на институциите, веројатно и во тој контекст се споменува и ваша иницијација на предлог за менување на Законот за народен правобранител. И ќе ве замолам за подетално да ми објасните во кој дел. Меѓутоа, претходно би сакал да ве прашам за една работа која исто така беше актуелна во изминатите денови, а тоа е штрајкот и на вработените во вашата институција, која ја предводите, мирен протест, со апел, со барање дека не се почитуваат правата на вработените во таа институција на Народниот правобранител, или како што еден од вашите заменици констатираше, ако вработените во Народниот правобранител не може да си ги заштитат своите права, како општеството да очекува тие да ги заштитат правата на другите граѓани? Да, малку е неприродно заштитниците на граѓанските права да се жалат за повреда на нивните права, но состојбата е таква. Јас лично, моите заменици се солидаризира со протестот на вработените во институцијата, односно службата на институцијата Народен правобранител, зашто нивниот финансиско-материјален и не само статус навистина е во една незавидна положба. Како илустрација ќе го наведам фактот дека ние не можеме да пополниме неколку упразнети работни места заради фактот што примањата во институцијата се толку ниски што не изразуваат никаков интерес граѓаните да се пријавуваат на огласите кои ги истакнуваме. 3 огласи ни пропадна за неколку позиции кои ни се крајно неопходни во институцијата. Во меѓувреме уште 3 се ослободуваат како резултат на пензионирање на кадри од институцијата и ќе се доведе во прашање нормалното функционирање на институцијата. И затоа сметам дека е недозволиво една институција која врши надзор врз работата на органите на управата, на извршната и другите власти да биде ставена во позиција да не може да ги остварува своите надлежности заради недостаток на средства, заради демотивираност на вработените и заради состојба во која се смета како подценета службата на институцијата Народен правобранител. Впрочем, неколку институции во државата, регулаторни тела, во споредба со Народниот правобранител имаат лични примања од 30 до 50% повисоки од оваа институција. Не ја разбирам логиката на извршната власт, на законодавната власт, значи собранието, зошто институцијата Народен правобранител е потисната до крајни размери, а по мои информации, по информациите на вработените во институцијата, кога е основана институцијата, како што спомнавте, годинава славиме 25 годишнина, примањата во институцијата биле примерни и во ранг на судството, односно судовите. За жал, со истекот на годините, постојано институцијата деградирала до ниво кое ги доведе во ситуација службата и вработените во институцијата своите права да ги
бараат на улица, односно со приклучување на протестите кои беа организирани. Но вие не сте самостојно формирани, вас ве избира и институцијата е создадена во парламентот. Вие имате од друга страна политички контакти, реков дека сте човек со политички бекграунд. Пред 10 дена зборувавте за средба со лидерот на ДУИ. Ги користите тие средби да кажете дека институцијата Народен правобранител е потценета во секоја смисла, не само во финансиска, дека не се слуша зборот на Народниот правобранител доволно како што треба? За измените за законот за кој и вие спомнавте, 2 пати со председателот на владата имам зборено, 2 пати со председателот на ДУ имам зборено, безброј пати со председателот на Собранието, со министерот за правда, на 2-3 наврати со министерот за финансии. Значи, со сите релевантни чинители кои можат да придонесат да се измени законот, за жал, позитивен одговор нема. На неколку наврати сум ја отворил темата и во собрание на седници на комисијата и на пленарна седница. Со председателот на Комисијата за политички систем, кој е надлежно тело за работата на Народниот правобранител, со председателката на Законодавно-правната комисија, но за жал позитивен одговор за сега нема. А на тие средби лични велат дека ви треба поддршка и дека ќе се заложат за тоа или не ветуваат ништо? Се разбира дека секогаш одговорот е да, дека треба институцијата да добие во авторитет и во финансиска смисла, дека вработените треба да бидат мотивирани за да нивниот продуктот, нивниот ангажман биде поквалитетен. Такви се и препораките во извештајот за напредокот на Европската комисија. Да. Апсолутна финансиска независност треба да се обезбеди. А која ја немаме. Но резултатот е овој што е. Еве 6 месеци законот е доставен и до Министерството за правда и до председателот на Собранието, за да може да се стави во процедура. Ниту Министерството превзема нешто до сега, ниту во Собранието законот е ставен во процедура. По мои информации, истиот текст е поделен на сите координатори на пратенички групи, за да може да има еден консензус зад предлогот, но за жал времето одминува. Знаете дека веќе сме на фотофинишот пред распишување на изборите и со што се плашам дека измените нема да успеат. Тоа ќе значи повреда на правата на институцијата Народен правобранител. Тоа ќе значи неисполнување на критериумите за национална институција од А категорија за заштита на правата на граѓаните, бидејќи ние немаме финансиска независност, ние немаме доволен буџет за остварување на нашата дејност, ние кадровски сме недоволно екипирани, нашите надлежности во одредени области не се регулирани со закон, туку со одлука на владата, што е апсолутно неприфатливо, зашто ние вршиме надзор врз работата на владата, а владата ни делегира надлежности. Со одлука. Не сме усогласени ниту со устав, ниту со закон во одредени области и така натака. И затоа не случајно при мониторирање на нашата работа од надлежните институции меѓународни ние добиваме негативни одговори. Односно Македонија не станува членка на Асоциацијата на национални институции со статус согласно париските принципи и венецијанските начела, кои бараат кадровска, просторна и финансиска независност на институцијата. За каква кадровска независност станува збор, кога и за ослободените работни места по пензионирање или напуштање на институцијата не можеме да вработиме. Ни се случи оваа година 3 наши барања за ослободени работни места по пензионирање да ни бидат одговорени негативно. Што по закон е забрането. За секое ослободено работно место мора да се даде позитивно мислење за Кој ви даде негативно мислење? Министерството на финансии. И така натака. Тоа е директно прекршување на Тоа е директно повреда и на законот и на меѓународните принципи. Или може да се констатира дека Министерството за финансии не работи законски?
Да, апсолутно. Министерството за финанси, еве, примерот ќе ви го наведам, кога го договаравме буџетот за 2024 година. Во меѓувреме, Собранието избра 3 невладини организации кои ќе бидат членки на механизмот за граѓанска контрола. Еден инструмент кој е неопходен и поддржан од Советот на Европа, од Европската Унија, за да има цивилна контрола врз припадниците на Министерството за внатрешни работи и затворската полиција. Министерот за финанси не одобри средства да бидат наградени тие невладини организации кои ќе делегираат своји представници во тимот за граѓанска контрола врз овие служби. Денеска по овој настап имам средба со Хелсиншкиот комитет, Сдруженијето на млади правници кои значи се одбрани од Собранието, каде ќе ги дефинираме методологијата на работа на овој тим и начинот на нивниот ангажман во институцијата Народен правобранител, а јас немам буџетски средства за истото да ги надоместам финансиски. За каква независност на институцијата станува збор? Бев принуден со писмо да му се обратам на председателот на Собранието, да му укажам дека господине председател на Собрание, Собранието на седницата таа и таа избра представници на невладините организации кои ќе бидат во рамките на механизмот за граѓанска контрола на Народниот правобранител, но Министерството за финанси не предвидува средства со кои ќе се подмират трошоците за функционирање на оваа институција. Значи, само формално се правдаме пред Совет на Европа, Европска Унија, дека да, еве, ние одбравме невладини организации кои ќе мониторираат работа на безбедносните служби, а од друга страна средства не обезбедуваме. Мислам дека потврлуваме сериозно во обврските кои треба да ги извршуваме. Што друго освен кадровска, просторна и финансиска независност на Народниот правобранител е предвидено во предлог законот за измени на Законот за Народен правобранител? Има ли некоја посуштинска измена во смисла на вашите овластувања, зголемени овластувања за оние институции кои не ги почитуваат вашите препораки? Да, токму така, одредени институции, иако и по сегашната регулатива се во доменот на надзорот на институцијата Народен правобранител, често пати одбиваат да соработуваат со институцијата Народен правобранител, повикувајќи се на одредбите на член 2 од Законот за Народен правобранител, каде е утврдено дека Народниот правобранител врши надзор врз работата на органите на управата, други органи и организации кои вршат јавни овластувања. Еве, примерот ќе ви го наведам со извршителите. 3-4 пати од одредени извршители добиваме одговор каде што ни се оспорува мандатот за нашето постапување, повикувајќи се токму на одредбите на Законот за Народен правобранител. Со измените ние изрично наведуваме дека надлежноста на Народниот правобранител се однесува и на служби кои вршат јавни овластувања, меѓу кои се извршителите, нотарите, медиаторите и така натака и така натака. Се разбира, прецизирање бараме и во делот на надлежностите, како што ви ги спомнав, кои ни се доделени со одлука на владата, а треба да бидат доделени со закон, не со одлука на владата. Ние сме независно национално тело за заштита на човековите права, предвидени со устав, основани со закон, во Собранието на Републиката, а не орган на управата, односно владата. Во тој дел, значи, бараме тие надлежности исто така да се уредат со закон. Се разбира и други важни прашања кои сметаме дека ќе одат во прилог на ефикасноста на работата на Народниот правобранител, каде што предвидуваме мерки доколку органот не постапува благовремено, односно по неколку ургенции, каде што предвидуваме доколку за едно прашање Народниот правобранител се произнел да не може за истото прашање повторно да бидат поднесени представки, зашто имаме ситуации каде што одредена група на граѓани
стимулирани со одредени политички бекграунд и поддржани одредени структури, ја злоупотребуваат можноста да се обраќат за исти прашања за кои еднаш е веќе произнесен народниот правобранител. И други мандати кои сметаме дека бараат до уредување со законот, се разбира, не оставајќи при тоа настрана овие елементи кои ги спомнав во однос на финансиската независност, статусот на службата и други прашања. Кога велите дека сте резигниран, употребивте таков збор, кога велите дека сте разочарани вашите соработници во институцијата поради третманот и статусот кој го уживаат во општеството како вработени во институцијата омбудсман, кога гледаме дека состојбата во затворите ја констатирате како крајно лоша во секој алармантна е, употребувате и посериозен збор, и ништо не се менува со години, и напротив, оние кои ја основале институцијата, народните избраници, собранието, парламентот, ве игнорира и вас. Се поставува прашањето што натаму се губи волја. Вие 3 години сте на мандатот, пред некој ден чув дека не планирате камбек во политиката, но се јо. Не планирам, бидејќи сега надвор од ова тема. Па не, генерално, како натаму, што во 2024 кога велите потврламе сериозно на многу полиња? Прво, мислам дека може да се случи да сите пратеници од сите пратенички групи да смогнат сили при крајот на мандатот да направат еден позитивен исчекор и да ги поддржат измените на законот. Второ, сметам дека со отварањето на преговорите, сите овие пунктови кои представуваат сериозна пречка за ефикасноста на работата на институцијата и самостојноста во одлучувањето, финансирањето и функционирањето на институцијата, ќе бидат сериозна тема во преговорите. Неминовно ќе биде. Државата не може да стане членка на Европската Унија, а националната институција за човековите права да има статус Б. Мора самостојноста на институцијата да се гарантира не само формално, туку и реално. Мора институцијата да добие соодветен третман, а органите соодветно да постапуваат по обраќањата на институцијата Народен правобранител. Бидејќи искуството покажува, ние имавме размена на информации на оваа тема со институцијата Народен правобранител во Словенија, во Хрватска, каде што се случува сериозен позитивен исчекор со отварањето на преговорите и членството на земјата во Европската Унија. Македонија не може да биде изолирана оаза, каде што по другите параметри ќе се обиде да се приклучи во возот на овој камп на Европската Унија, а во областа на заштитата на човековите права да биде темно подрачје, односно црна точка. Значи, ние сакали или не, политичките чинители ќе мора да вложат повеќе напори, повеќе средства и да гарантираат соодветно функционирање и постапување на оваа институција. И тоа е што ми дава надеж дека работите ќе се променат и на подобро. Значи, останувате на позиција Народен правобранител и во 2024 од таму да се борите за заштита на граѓанските права? Да, апсолутно. Ви посакувам поголем успех во наредната година. Благодарам на можноста и што преку вашиот медиум често пати институцијата Народен правобранител наоѓа простор да може да ги изнесе своите видувања за степенот на заштитата на човековите права, но и да ги изнесе проблемите со кои се соочува самата институција, со надеж дека надлежните ќе бидат не само информирани, туку и алармирани, зашто притисокот на јавноста е многу битен за подобрување на функционирањето. Остануваме и во натамошниот период и во наредната година ваш сојузник на фронтот за заштита на граѓанските права. Благодарам уште еднаш. Благодарам и вам.